Вчера Социјалдемократскиот сојуз, кога говореше за успешноста на нивното владење, заборави да ги спомене стотиците споменици на најкриминалната транзиција во цела Европа. Изостави да ги спомене армијата на стечајци, создавањето на октоподот, јадниците невработени, луксузните куќи на воднова сопственост на нивни блиски луѓе, кои се најрепрезентативните споменици на транзицијата. Би ми требало цел ден да ги набројуваме сите останати работи. Денес ние, за споредба со проектот Скопје 2014, ќе се задржиме само на еден случај, за да може граѓаните да споредат што правиме ние, а со што се занимава Социјалдемократскиот сојуз. Денеска ќе подсетиме за случајот Глобал и господинот Зоран Заев. Имено господинот Заев е творец на дивоградбата Глобал, проект во кој според обвинението за Заев беа испрани цели 8 милиони евра. Повторувам, 8 милиони евра. Но и овој криминал беше заштитен од Бранко Црвенковски. Црвенковски го аболицираше Зоран Заев. Тоа е најгрубата злоупотреба на Уставот. За прв пат беше ослободено од гонење лице осомничено за финансиски криминал тежок 8 милиони евра. Во јавноста Зоран Заев е познат и како фронтмен на кланот Заеви, во кој членуваат Трајче Заев, Катерина Заева, Емилија Заева Костова, Вице Заев и страничните членови Васе Митев, Милче Милков и Никола Певкев. Сите овие имена се забележани како сопственици, управители или членови на надзорен и управен одбор на Еленица АД Струмица. Почитувани, финишот и круната на нечестното работење, матните сделки и злоупотребите на Зоран Заев се 4 милиони евра кои како градоначалник Заев ќе ги потроши само за поставување на бекатон плочки во центарот на Струмица. Заев ќе потроши 40% од буџетот на општината само за поставување на бекатонски плочки. Единствено што преостанува да одговори господинот Зоран Заев е прашањето на кој начин и дали администрацијата од Струмичката општина ќе земе плата следниот месец. Значи, камо среќа да се градат институции и објекти, како што тоа го нуди проектот Скопје 2014. Наместо тоа, кадрите на Социјалдемократскиот сојуз се занимаваа со транзиционите придобивки, криминал и корупција, градејќи современи и луксузни вили на водно. Повелете дали имате прашања за ова надвор од темата? Ви благодарам.